Македонија представува прагматичен случај на постконфликтно помирување и покрај охрабрувачкиот исход од конфликтот во 2001 година, земјата се уште работи на помирување. Како што објаснува доктор Билјана Ванковска, политичарите веќе долг период се помирени. Потребно е да се помири и народот. Политичарите се помирија помеѓу себе, тие си прават и коалиции и сојузи, меѓутоа кај граѓаните тензиите се уште постојат. Значи мојата намера е токму тоа да го допрам како прашање, што е секако деликатно, меѓутоа нешто што можеби ние од оздола можеме да им го порачаме на нашите политички лидери, дека мораат да ја поддржат иницијативата за РЕКОМ, односно да влеземе во еден регионален процес на соочување со вистината, со фактите и на тој начин да направиме запис за сето она што се има случувано во оној клучен период од 90-тите до 2001 година. За разлика од останатите републики, конфликтот во Македонија беше најкраток и со најмалку жртви. Станува збор за градење на еден траен мир преку комеморација на жртвите, дискусија за тоа што се случи, како се случи и како можеме во иднина да работиме на позитивна иднина за Република Македонија. Предрасуди се уште постојат, за жал тоа е така, меѓутоа еве и оваа иницијатива и многу други иницијативи и на владата и на невладиниот сектор се обидуваат тие предрасуди да ги надминат. Има разни проекти, дали се тие државни на ниво на државата, дали се тоа локални на ниво на општина Гостива, да речеме Тетово и други општини, дали се тоа на ниво на граѓански сектор кои што помагаат предрасудите да се надминат, да има една позитивна атмосфера, жртвите да не се заборават, но конфликтот да не се врати и да има една позитивна хармонија во меѓуетничките односи на локално и национално ниво. Во конфликтот во 2001 година во Гостивар човечки жртви немаше. Во периодот на помирувањето во 2002 година 2 полициски службеници загинаа при извршување на службената должност.